Пролетта е во полнек, но полека треба да се подготвуваме и за летните денови кои многу прегу ќе ни дојдат. Па затоа, денес во емисијата Лајт ви презентираме еден интересен летен хит. А исто така се задржуваме и на рубриката Љубов и секс. А што ви подготвивме овој пат? Едно интересно истражување кое што вели дека жените со широки колкови имаат повеќе сексуални партнери. Првата содржина за денес се однесува на летните денови кои што многу брзо ќе ни дојдат. Еве го најновиот летен хит. Трансплантацијата на вегите ќе биде меѓу најжешките летни хитови оваа година, кој е погоден за жените кои се нервираат кога треба да се чупкаат. Модните следбенички сонуваат за веги како оние на успешните манекенки, а ќе го доловат нивниот изглед со вршење на актуелната трансплантација на веги. Кожниот специјалист доктор Роберт Дурин од Њу Јорк тврди дека во мода повторно се враќа природниот изглед на вегите. Повеќе од било кога, жените сакаат да имаат густи и бујни веги. Тој изјавил дека по трансплантацијата на вегите потребни се меѓу 2 и 3 месеци за да може сите влакненца да се фатат, но со малку трпение, следната година ќе се радуваат на убави и природни веги. Најтешко во постапката за калемење е почитувањето на симетријата. Според експертот, густите веги го прават лицето многу поинтересно и попривлечно, а даваат и поженствен изглед. Селфи фотографиите се голем тренд меѓу младите, но еве еден необичен пример што се жените можат да направат за да извадат добра селфи фотографија. Американската академија за пластична и корективна хирургија во последниве години регистрирала значителен пораст на операциите, а експертите докажале дека тоа се основа на опседнатоста од селфи фотографирањето. 38 годишната Трајван Леви од Лос Анџелес е само една од многуте луѓе кои се ставиле под нож и игла за да изгледаат поубаво. Таа потрушила 15.000 американски долари за корекции на лицето, бидејќи не била задоволна од своите селфи фотографии. Била спроведена анкета на околу 2700 хирурзи во САД и секој трети од нив имал голем број ситуации со пациенти кои барале естетски корекции под влијание на друштвените мрежи. Ова е само уште една последица од актуелниот тренд за фоткање и споделување на фотографиите на Facebook и Instagram. Ние продолжуваме понатаму со дружењето на програмата на телевизија Стара вистинско време и за нашиот главен прилог за денес, кој што се однесува на новото истражување. Еве што ви презентираме. Станува збор за жените со широки колкови, за кои што велат дека во текот на животот имаат поголем број на сексуални партнери. Обично, меѓу народот е позната теоријата, жените со широки кулкови раѓаат побрзо и полесно. Но во последно време, оваа теорија доживеа и еволуција. Се вели дека жените со широки колкови имаат повеќе сексуални партнери отколку останатите. За жени со широки колкови се сметаат оние кои што имаат растојание од најмалку 36 сантиметри од едниот до другиот дел на крличната коска. Истражувањето вклучило 148 жени на возраст од 18 до 28 години и секоја од нив имала минимално барем по еден партнер во животот. Одговарале на прашања како на пример спрема колку партнери биле емотивно поврзани, колкав е бројот на сексуални партнери кои го имале, кога ја изгубиле невиноста и слично. Од сумираните резултати се докажало дека оние жени со широки колкови имале поголем број несериозни врски, односно врски само за забава. Професорот кој го водел ова истражување потврдил дека жените со раскошни колкови имаат и пострастен сексуален живот, а исто така и полесно им поминува породилниот акт. Доколку ви е досадно во вечерните часови, немате желба за излегување или пак за дружење, можете да погледнете филм. Ова е мојот предлог за денес. Alicia, this is Frank. Alicia!
Magic е филм снимен 2013 година во траење од час и 37 минути. Ова е нашиот филмски предлог за денес. Себастијан Силва е режисер на филмот, а припаѓа на жанрот трилер. Longer than I expected. From 1 to 10, how much do you like him? I don't know. We just met. How much do you like her? 10, 11. Yeah, true. True. There's no reception here. Do you need a license to go hunting here or something? Brink, please don't shoot. Take a look at this video. Your eyes are tired. Your mind is resting. Alicia, are you hypnotized? Yes. Yes! Put your face in the fire! Нашето талкање низ содржините на емисијата Лајт завршуваат овде. Доколку сакате да ги погледнете уште еднаш, televizijastar.com.mk е вистинското место за тоа. Ние се гледаме утре со нови содржини. Чао, чао!